Сега ја обиколувам лагуната и таму пак ќе излезам. А ова, дами и цело време возење покрај Средоземното море. Добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Добро утро од Алања и јас го напуштив хотелот, имав еден многу добар појадок за 5 евра. Немаше, се преадов буквално. Хотелот беше предобар, видовте самите, имаше и базен. На плажите овде во градот луѓето се уште се капеа вчера кога шетав, заради сонцето беше предобро од кај плажата. А сега време е да продолжам понатаму. Денес од Алања одам кон Анталија, ја поминувам Анталија за да стигнам во Каш. Каш е иначе село, градче, така помало местенце. Таму резервирав хотел и таму хотелот е со базен како што гледав на сликите, а до таму имаме 320 километри. Сатот локалното време е 10:20 часот. Километри веќе ги извозив, станува жешко, особено на семафори кога чекам. Повторно температурите се очекуваат во текот на денот да надминат 25 степени, да стигнат до некаде 28. И кога ќе направам следната пауза да го ја слечам една таблуза, бидејќи навистина станува жешко, а ќе станува само уште пожешко. Извозев негде 120 км до сега, сатот е 11:43, имам уште 200 км до Каш. А се наоѓам на 20 на километри од Анталија. Ајде нека движат возила. До тука претежно беше возење по булевари, но после Анталија ќе имам возење покрај морето. И ќе биде доста поинтересно. И гледајте нешто интересно на таблата, дозволена максимална брзина за коли е 82 км на час. Исто ваков знак имаше и во Ескилешехир, само поголеми од десна страна. Пристигнав во Анталија јас, меѓутоа нема да застанам, нема да се задржам во Анталија, не сакам ни во гужвите да се фатам, само ја поминувам Анталија. А иначе Анталија мислам дека немам што да кажувам, многу од вас ја знаат како една позната летна дестинација за многу македонски туристи. Транзитирам низ Анталија, има доста коли, гледате, раздвижено е тука овај дел од градот. Ова е градот познат по многуте ресорти и тоа all inclusive ресорти. Искрено не мислам дека е многу поразличен од Алања и затоа и не сакам ни да одам покрај морето во жишните и гушвите, немам некоја желба. Туку само продолжувам кон Каш. Ова комбево морам да го претицам, оти ништо не гледам. Време е за бензин да турам, влегам од обратната насока, бидејќи се движев брзо. Кога ја видов бензиската,
Здраво, за 6 бензин. Jeden човек пробва на 5 места да тури. Фала. ,06 литри за 600 лири. Секаде да сега за 600 лири горе-долу 13 литри за окруженост. Локалното време е 1:20 часот. Возам веќе 3 часа и вредно е да ја направам својата прва пауза. Имам уште 80 км до хотелот, односно до градчето Каш. А може и ова да ми е единствената пауза за денес, ќе видам. А ова да ми го... се заборев комплу, го пуштив наеднаш дека брзина ми. А ова, дами и господа, ви е Медитеранот. Гледате брановито е малце, меѓутоа не е ветровито како што имаше ветер вчера. Вчера беше доста ветровито, не се ни возеше дури. А сега е пријатно, мирисот е многу посвежна спрема вчера. Се осеќа јодот во воздухот. Направи една солидна пауза, тука 15 минути. Сега одам полукружно завртам и во другата насока да се движам. А до хотелот точно имам уште 87 километри. Од Анталија наваму премногу мотори сретнав, што значи дека овој пат покрај морето кој допрва треба да го возам е сигурно добар и интересен пат.
Патот тука е навистина добар, значи цело време возење покрај Средоземното море. Асфалтот е добар, квалитетен за разлика од другите места во Турција и е буквално место за уживање, а се погоди времето сончево денес, дури и жешко малку. А од левата страна ова всушност не е морето, туку е лагуна. Сега ја обиколувам лагуната и таму пак ќе излезам покрај морето. Јас го заминав градчето Хаш, има луѓе видовте се уште се капат. Се годам кај хотелот кој што е малце на високо и е во едно блиско село. На 1 километар од тука. Не знам, само не истражив многу дали имам нешто за јадење во близина. Три хаус апартамент тука десно. Кај ќе треба да паркирам тука? Три хаус. Ништо, ова треба да е некој од овие. Јас најубаво да го оставам тука негде моторот и да прашам. Стигнав јас во хотелот, доста простор премногу имам. Масичка, кујна, телевизор, купатило, стушкабина. Сега да се искапам и да одам да јадам нешто, да видам дали има во близина, дали ќе треба долу да слезам. Не знам, останува да видим. И јадев тестенини нешто, 300 лири заедно со турско кафе, околу 450 денари. Тука негде ќе го одјавам овај влог. Се испешачив баги, се уморив, угорно беше 2 км на враќање. Но тоа е тоа. Доколку ви се допадна ова видео, притиснете лайк и доколку веќе се немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени кога ќе објавам следно видео.
A do toga, що станете поздравені і чувайте се.